На патот кон Гари се поминува покрај мостот Еленски скок, камен мост изграден во периодот на турското владење. Една од легендите за мостот вели дека е изграден по наредба на турски бег, кој за време на лов се обидувал да улови елен. Бегајќи од своите гонители, иако бил ранет, еленот успеал да ја прескокне мала река, а потоа на другата страна на реката веднаш умрел. Бегот решил на тоа место да изгради мост кој ќе представува символ на храброста, на борбата за слобода во која се истрајува до последниот здив. Гари е мијачко село од областа Мала река, вгнездено длабоко во пазувите на планината Стогово, обкружено со недопрена зелена природа, на надморска височина од околу 1100 метри. Низ самото село поминува Гарска река, која е прогласена за ботанички резерват и представува заштитен споменик на природата. Реката изобилува со вода, па на нејзе работеле поголем број наводеници и валалници. Во 1948 година изградена е и мала проточна хидроцентрала на Гарска река. На времето во Гари работела килимарница, во која се правеле персиски килими и вработувала до 120 работници. Првпат селото Гари е спомнато во записи на турскиот патеписец Евлија Челебија во 1586 година. Свежи чист воздух, умерена температура и во најтоплите денови, жуборна чиста речна вода и планинска убавина што ја нуди западниот дел на Македонија. Во минатото во село Гари имало и до 350 куќи со близу 3000 жители. Денес во селото има само еден постојан жител. Селото Гари е најпосетено во лето. Луѓето се враќаат во родниот крај и грижливо ги одржуваат старите куќи. Се градат и нови куќи со интересна архитектура и препознатлив стил на градба. Главна селска црква е црквата Успение на Пресвета Богородица, која била изградена во 1860 година. По прошетката низ селото и околните ридови, одморивме во етно-ресторанот Топила. Тука може да се пробаат вкусните јадења припремени по традиционален рецепт. Во ресторанот има и рибник со свежи риби, крап и пастрнка. Во секој случај, морате да го пробате на далеку познатото гарско овчо сирење. Исклучително убава географска положба, зеленило, река, вистинско место за одмор, за рекреација, за прошетка во природата. Ви благодариме на вниманието. Кликнете subscribe за да ги гледате нашите следни епизоди, а дотогаш уживајте во некои од претходните видеа.